Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Се наоѓаме пред нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве го изборот што го направивме со колешката Маја Перовска. Отворивме нови можности за инвестиции, иновации и одржлив раст. Джеймсон Грир, трговски представник на Соединетите Американски држави, му се заблагодари на министерот за надворешни работи и трговија Муцунски. Филипче мора да одговара за пропустите во модуларната болница. Обвинителите Јовески и Коцески не дозволиле објективна истрага за пожарот. Беса го отвори патот за спојување во партија Вреди. Движењето го распушти Централното председателство. Судењата по две обвиненија против 12 полицајци за пожарот во Кочани ќе почнат во март. Третото обвинение против 13 полицајци се уште се оценува во кривичниот суд. Под лупа 43 лиценци. Почна проверка на сите производители на медицински канабис. Ќе се учи истражувачко новинарство од мали нозе. Новина во предметот граѓанско образование. А на самиот почеток да ја чуем и следната вест. Неверојатен случај излезе на виделина во Тетово откако при обид да се запише новороденче во матичната книга на родени, било утврдено дека мајката, според официјалните евиденции, е почината уште 2006 година. Станува збор за 27 годишна жена која на 8 декември 2025 година родила женско дете во Тетовската клиничка болница, но кога родителите поднеле барање за регистрација на бебето, следувал шок. Во системот стоело дека мајката е почината на 21 октомври 2006 година во Скопје. Во моментот кога според документите била заведена како почината, таа имала само 7 години. Жената во болницата пристигнала со здравствена книшка и таму без проблем го родила детето. Бирократскиот пресврт се случил дури при уписот во матичната евиденција. Кога е било соопштено дека се води како почината, речиси 2 децении, таа останала затекната. Од центарот се посомневале за можно фалсификување исправа, а на 12 февруари годинава случајот бил официјално пријавен во полиција. Истиот ден кога случајот бил пријавен во полиција, жената се појавила во Центарот за социјални работи со новороденото дете и уште едно машко дете. Сепак, според информациите, не приложиле никакви документи за лична идентификација. Институциите превземаат мерки за расчистување на случајот, дали станува збор за административна грешка, злоупотреба на идентитет или нешто сосема трето. Од СВР Тетово информираат дека предметот е предаден во обвинителството, а во координација со секторот за внатрешни работи Скопје ќе се утврдува кога и како настанала спорната состојба во евиденцијата. Bendisal adına me ana, bendisal vino crveno, bendisal utarakija. Jalo mi pilo stojane, votaja ladna me ana, otoa vino crveno i otaja luta rakija.
другари немам да зајмам, прави ми што ќе ми правиш. Ми го туриле Стојана во тие темни зандани, тешка робија да лежи, борчеви да си исплати. Од зандан Стојан викаше, која ќе се мома нафати, борчеви да ви исплати, и мене да ме ќердоса. Заедничката изјава со Белата куќа е успех на сите граѓани. Стратешките договори со Соединетите Американски држави и со Велика Британија се историски, вели премиерот на Република Македонија Христијан Мицковски. Да ја чуеме неговата порака од 62-та Минхенска безбедносна конференција. Добар ден од Минхен и добар ден од 62-та Минхенска безбедносна конференција. Денешниот прв ден овде го започнавме со средба која што е многу значајна со високи представници на компанијата Шварц, најголемата или едно од најголемите во светот и едно од најголемите овдека во Германија, со годишни приходи повеќе од 180 милиарди евра. Компанијата Шварц вработува повеќе од 605.000 вработени и е присутна во повеќе од 30 земји во светот, помеѓу нив е и нашата Македонија. Вториот состанок, како продолжување на оној состанок во Давос, го имавме со собственикот на компанијата 4G, господинот Гелерт, кој што е веќе присутен во Македонија како собственик на лиценца за трет мобилен оператор. Она кое што е значајно, а треба да се истакне и да го знае македонската јавност и македонските граѓани, е фактот дека покрај постоечкото инвестицијско портфолио и двете компании, и компанијата Шварц и компанијата 4G планираат дополнителни инвестиции во Македонија во сосема поинаква област, во сосема поинакво портфолио, а тоа е вештачката интелигенција, дата центрите и енергетиката, односно производството на електрична енергија. Понатаму бевме дел од свеченото отварање на 62-та Минхенска безбедносна конференција, каде што свое значајно обраќање имаше германскиот канцелар Мерц, а овој дел од денот го завршуваме со состанок со претседателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта. На состанокот разговаравме за евроинтегративниот процес на Македонија и она кое што е важно за македонските граѓани, тој процес да не биде билатерализиран, да не биде понижувачки и да биде сочуван македонскиот идентитет и приоритетите на македонските граѓани. Дозволете ми на крај
да им честитам на македонските граѓани за она убава вест која што на почетокот на денот пристигна од Соединетите Американски држави од Вашингтон, а тоа е усогласената заедничка изјава помеѓу македонската влада и Белата куќа, а се однесува на договор за трговија кој што понатаму двете држави ќе го потпишат, договор кој што овозможува подобра економија и повеќе можности за македонските компании. На овој начин покажуваме како влада дека покрај она стратешко партнерство со Велика Британија и Обединетото кралство, после избришаниот постмониторинг од страна на Советот на Европа, овој трговски договор кој што ќе биде во рамките на оваа заедничка изјава која што ја усогласивме со Белата куќа потпишан, ја заокружуваме дипломатската офанзива во овие први 20 на месеци од оваа нова влада и тоа се историски договори со историски успех за македонските граѓани и Македонија како држава. Останете со нас, следните 2 дена продолжуваме со многу убави вести и со успешни состаноци од овде од Михен, од 62-та Михенска безбедносна конференција. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Песна душа да ми гали, за љубов силна срце што ми гори. Дајте песна една наша стара, за една љубов градиве што пара. Верна љубов зачука на врат, среќа, радост вечно да ве прати. Еве песна, сине мој, песна за тебе, да ти кажам, сине мој, колку те сака татко твој. Еве песна, сине мој, песна од срце, љубов, среќа до века, гордост моја голема.
smelo. Denjeno ke sonce da ve gre, seta sreća on vas da se sle. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažam, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Ti kažam, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Договорената рамка за реципрочна, фер и балансирана трговија меѓу Македонија и Соединетите Американски држави представува значаен чекор во унапредувањето на билатералните економски односи и потврда за заедничката определба за продлабочување на стратешкото партнерство. Во официјалното соопштение на Канцеларијата на трговскиот представник на САД се наведува дека рамката ги поставува темелите за договор за реципрочна трговија со цел унапредување на економското партнерство и отстранување на административните пречки за американските земјоделци и производители. Трговската агенда на председателот Доналд Трамп ги продлабочува нашите трансатлантски врски со клучен партнер во Балканскиот регион. Ова објава ги поставува темелите за договор за реципрочна трговија со цел да се унапреди нашето економско партнерство, истовремено отстранувајќи ги административните пречки за американските земјоделци и производители. Му благодарам на министерот за надворешни работи на Македонија Тимчо Муцунски за неговиот конструктивен ангажман во насока на ребалансирање на трговските односи и создавање нови можности за американските работници и бизниси, изјави Джеймисон Грир, трговски представник на САД. Рамката предвидува проширување на пазарниот пристап за извозниците од двете земји, јакнење на економската соработка и отворање нови можности за инвестиции, иновации и одржлив раст. Преку постепено тарифно и регулаторно усогласување, договорот има потенцијал да ја зголеми конкурентноста на македонската економија, да ја зајакне интеграцијата во трансатлантските економски текови и да придонесе за поголема отпорност на синџирите на снабдување. Соработката опфаќа повеќе области, меѓу кои енергетиката, дигиталната економија, заштитата на интелектуалната сопственост, како и унапредувањето на еколошките и трудовите стандарди, што дополнително ја потврдува заедничката ориентација кон модерна и предвидлива деловна средина. Двете земји ќе продолжат со активности за финализирање на договорот со очекување неговото стапување во сила да донесе долгорочни економски придобивки и дополнително да ја продлабочи трансатлантската поврзаност.
браќа, сестри, македонци. Durot iskona, narod izmačen, sekade po svetu rasen. Crna temenina nigo pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Crna temenina mi go pokrila, samo jasno sonce keja rastera. Sonce to naše nadaleku gre, pe od večni vekovi. Sonce to otkud leš, slovenske žive, braća, sestri, makedonci. Bože slušnija, našta molitva, čuvaj nja, Makedonija.
Поранешниот министер за здравство Венко Филипче бил директно инволвиран во процесот на изработка на техничката документација за модуларната болница во Тетово, каде што живи и изгореа 14 луѓе, пишува ВМРО ДПМН во соопштение. За ова говоревме минатата година во афера провизии кои чинат животи, каде што посочивме на низа пропусти и недоследности, но продолжената рака на СДС Коцевски цврсто ги чуваше кривичните пријави и докази за Филипче во ФИОКа. Според сведоштвото на Кадрiju, вечерта на несреќата таа била повикана да се вклучи во истрагата, а подоцна и се приклучиле и представници од обвинителство, меѓу кои тогашниот државен јавен обвинител Љупчо Јовевски, кој дошол со двајца своји обвинители. Улогата на Јовевски и останатите била процесот да го држат под нивен надзор и контрола. Според Кадрiju, околу 30 милиони евра биле обезбедени за изградба нови објекти. Светската банка тогаш одобрила средства за изградба на модуларни болници на територија на Македонија. Филипче бил министер кога се изработувала техничката спецификација за модуларните болници. Градбата на модуларната болница била направена од панели рециклирани со пурпена, кои тогаш не чинеле повеќе од 5 до 6 евра. Додека пак оние подобрите и поквалитетните, како на пример панели со камена волна кои не горат до 40 минути, чинеле околу 17 евра. Во превод, според Кадрiju, овие модуларни болници чинеле околу 300.000 евра, сите, а биле обезбедени за оваа намена 30 милиони евра, во чиј джеб завршиле парите. Дополнително за објектот во Тетово не бил изработен соодветен елаборат за електрична енергија, што дополнително влијаело на безбедноста. Зошто немало соодветен елаборат за електрична енергија, зошто не се користеле квалитетни материјали, зошто се искористени минимум од дозволените средства. Филипче одбил алтернативни предлози за згрижување на ковид пациенти во рамки на постојните болнички капацитети. Филипче одбил понудата на тогашниот медицински директор, кој понудил сместување на ковид пациенти на двата спрата во Тетовската болница, кои стоеле така празни. Филипче тоа го одбил поради тоа што овие модуларни болници морале да бидат изградени. Вистинските виновници за модуларната болница во Тетово мора да одговараат пред законите, пишуваат од ВМРО ДПМН. Што да направам, се прашувам.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Една желба имам, роден крај да одам, родна куќа да видам. Низ двор да се шетам, таму да се сретам, кај се родив и пораснам. Низ двор да
Судскиот процес по обвинителниот предлог во кој се опфатени тројца полицајци во врска со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани ќе почне на 2 март, а за обвинетите 9 полицајци ќе почне на 5 март. Судењата ќе се одвиваат во Основниот кривичен суд Скопје. За обвинението против 13 полицајци судењето се уште не е закажано затоа што обвинителниот акт против нив се уште е на проценка пред Советот за оценка на обвинителен акт. На 30 јануари Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција поднесе еден обвинителен акт и 2 обвинителни предлога против купно 25 полицајци за пропусти во врска со дискотеката во Кочани, каде што на 16 март 2025 година во катастрофален пожар загинаа 63 луѓе, а над 220 беа повредени. Во првиот обвинителен предлог, тројца полициски службеници се обвинети за кривичното дело злоупотреба на службената положба, бидејќи според Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција внесувале неточни податоци при изготвување на службени записници и овозможиле неправилно водење прекршочни постапки. Наместо на име на активниот субјект, пишувале прекршочни пријави на фирма која не е активна, а со намера за правното и физичкото лице да прибават имотна корист. Со вториот обвинителен предлог, 9 полициски службеници исто така се гонат за делото злоупотреба на службената положба и овластување. Обвинителството ги товари дека не извршиле целосна и детална проверка при издавање согласност за добивање лиценца на дискотеката Пулс. Биле задолжени да извршат проверки во врска со јавниот ред и мир и сообраќајната безбедност и потпишале дека објектот ги поседува предвидените најмалку 20 паркинг места, иако тоа не било вистина. Со тоа возможиле Пулс да добие лиценца за угостителска дејност за 2022 и за 2023 година, а со намера да прибават имотна корист за правното лице. Поднесен е и обвинителен акт против 13 полициски службеници, од кои 9 се полицајци, а 4 началници, 2 од ОВР Кочани и 2 од Штип. Во овој предмет обвинетите се товарат дека како соизвршители го сториле кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Според обвинителството, тие од 14 до 16 март 2025 година одобриле и спровеле план за акциска контрола, без да проверат дали во планот се опфатени сите проверки што се во нивна надлежност, ниту дали се почитувани одредбите од стандардните оперативни процедури за проценка и управување со ризик при вршење полициски работи. Полицајците во критичната ноќ влегле во дискотеката во 2 часот и 20 минути по устна наредба, а пиротехниката од која настана пожарот била активирана за време на контролата. Обвинителството ги товари дека не презеле мерки за заштита на присутните лица, ниту ја спречиле употребата на пиротехниката, која не била пријавена во полициска станица Кочани. Како последица на несоодветната акциска контрола, настанал пожар со што обвинетите придонеле за настапување смрт на 63 лица. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој, каде ли појде, ко сонце зајде ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или
ке останам сам, без ти да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне знам. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне знам. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ми замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Лидерот на СДСМ Венко Филипче во интервју за Канал 5 вели дека нема комуникација ниту координација со председателот на ССМ, додека се пожали дека и тој како и Трендафилов наводно биле следени од власта. Слободан Трендафилов од ССМ сум го сретнал пред година и пол во собрание кога беа тие иницијативни и толку. Со човекот нема никаква комуникација ниту пак некаква координација. Единствено нешто што заедничко еве гледам, последниве денови го имаме, е тоа што власта тренира злоупотреба на институциите, го сликаат, го пратат и така натаму. Мене ме сликаат на аеродроми, излегува пратеникот Бране Петрушовски, кажува кога сум ја напуштил земјата. Од каде знаат тие луѓе каде се движам? Каква е таа злоупотреба на безбедносните служби, рече председателот на СДСМ Венко Филипче во само интервју на Канал 5 телевизија, зборувајќи за злоупотребите кои што ги прави власта. Филипче додаде дека Македонија, како што вели, повторно се враќа во периодот на злоупотреба на безбедносните служби во времето на Груевски. Се е исто во практицирањето на власта, ова е само уште еден показател за тоа. Говорејќи за барањата за зголемување на минималната плата на работниците и синдикатите, Филипче порача дека поддршката на СДСМ за зголемување на платите е принципиелна и конзистентна. Станува збор за една тема која што сериозно засега илјадници семејства во државата и мислам дека оваа тема како ниту една друга на виделина ја носи конзистентноста на нашите политики, ставови и така натаму, и лицемерието на моменталната власт. Барањата се реални, луѓето тешко врзуваат крај со крај. Во првите 2 години од нашата власт социјалната помош ја зголемивме за 300%, минималната плата од 8.000 на 14.000 денари. Сега по 2 години од оваа власт што зголемија? Ништо. Ние имаме конкретен предлог од каде да се обезбедат средства, кратење на непродуктивни трошоци, патувања, репрезентации, нов мебел, опрема на кабинети. Со тоа може да се обезбедат околу 200 милиони евра, доволно за минимална плата од 600 евра и субвенционирање придонеси за компаниите. Но оваа влада нема волја да се откаже од луксузот, рече председателот на СДСМ Венко Филипче. Зборувајќи за наводите за запленетиот канабис и големата полициска акција, Филипче вели дека повеќе им верува на српските власти и на американската служба ДЕА за 5 тони марихуана со потекло од Македонија кои беа запленети во Србија. Ако во Србија има официјален документ од српското обвинителство во кој што се спомнува Македонија како извор на
дрогата. Ако Американската агенција ДЕА за борба против нелегална трговија со наркотици е вклучена во ова и кажува дека се случил таков шверц, извинете, ние повеќе веруваме на дела отколку на ВМРО и на премиерот. Во повеќе наврати се покажа дека ниту премиерот, ниту оваа влада се кредибилни и не може да им се верува на изјавите, рече Филипче. Во интервјуто тој посочи дека власта упорно молчи и одбива да одговори на клучните прашања со овој скандал, со што дополнително се продлабочуваат сомнежите. Вистинското прашање е зошто нема одговори од институциите. Тоа е вистинското прашање. Кој дозволил 4 или 5 шлепери да транзитираат низ државата, да стигнат на граница, да ги пропушти полиција, да ги пропушти царина и да завршат во Србија? Има ли снимки? Дали некој ги пропуштил на граница? Кој бил на смена од цариниците? Кој бил на смена од полициските службеници? И тоа се прашања на кои што ниту премиерот, ниту владата не одговараат, ниту некоја од соодветните институции, рече Филипче. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Сум ептен многу кефлија, со вратија со мене тајфа колема. Врат се носам прстен, бурма венчала, ке те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Старој сватој еми музики, ширум ваште порти, отворете ги, викнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Сокак нека ечи вечерва, свирете ја сега свадба голема. Ајде, татко, налеј вино ракија, мајко, фати оро се до небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек,
cadre, taka i koveka, neka ostane, neka ostane. Централното собрание на движење Беса со мнозинство гласови ја одобри одлуката за распуштање нова партиско тело со цел во иднина партијата да биде дел од процесот почнат за спојување на повеќе политички партии во партијата Вреди, Влен, како еден политички субјект. Ова одлука ја донесе Централното собрание по час и половина заседавање во партиското седиште во Тетова. Собранието на движењето оцени дека треба да се отвори патот за структурирање на Вреди и ја донесе оваа одлука врз основа на мораториумот за партиски активности од страна на субјектите што го сочинуваат Вреди. Во оваа прилика собранието ме овласти мене како председател да продолжам со разговорите за иднината на Вреди, давајќи поддршка за спојувањето во еден субјект со решение што го почитува принципот на правда и го слуша гласот на волјата на гласачите на Вреди и сите албанци, истакна Билјалка Сами, председател на движење Беса. На состанокот на собранието била дискутирана и работата на функционерите на движењето Беса во владата, рече Касами. Тој пренесе дека членовите на собранието ја поддржале неговата изјава дека движење Беса има капацитет за многу повеќе работа отколку што е сработено до сега. Анализата на работата на функционерите ќе продолжи во наредните денови, додека ноудите ќе бидат одразени во идната реконструкција на владата. Движењето Беса верува дека позициите во владата се средства за наша најдобра и ефикасна служба на сите граѓани, особено албанците, и сите идни одлуки ќе бидат засновани на овој принцип, истакна Касами. На новинарско прашање дали тој ќе биде председател на новата заедничка партија во рамки на коалицијата Вреди, Касами со одговор дека има неколку опции на дискусија. Не би сакал да кажам да или не, сигурно дека доколку заеднички процениме дека јас би требало да преземам некоја обврска, јас сум подготвен, посочи Касами. Прашан за коментар за изјавата на Мицкоски дека тој е носител на мандатот за составување влада, Касами рече дека се свесни за тоа. Но се додека е политичка влада во која учествуваа Беса како дел од Вреди, Беса одлучува кој министер ќе биде предложен од нејзина страна како дел од идната влада, посочи Касами. Тој додаде дека има одлука да се оцени работата на сите функционери, вклучително и на Фатмир Лимани. Председницата Лимани, за кој дел од медиумите известуваа дека е во конфликт со лидерот Билјалка Сами, одговори на новинарско прашање кој ќе одлучува за него, дали ќе биде министер, премиерот Христијан Мицкоски или Касами. Работата која сум ја извршил за овие 16-17 месеци, вработувањата и ред други работи и проекти кои се направени во полза на народот и нашата држава, тоа ќе одлучува, истакна Лимани. Тој рече дека е потребна разумност и действија кои нема да создаваат простор за враќање назад. Seta moja mladost brdu mi mina, voda lečina, ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ama samo v srce verno ja nosam, moja ta ljubena. Ajde sega moja mačna dušo, razveseli se, kad se ga prvat iskreno ljubam, da ne izludam. Neka se ga prvat iskreno ljubam, da ne
ljubav, bez neja ne možam. Samo koliko noći bez soni vina, to ja znam. Samo koliko noći bez soni vina, to ja znam. Ajde sreća moja mačna dušo, razveseli se. Deka sega prpati sreo ljubav, da ne izludam. Deka sega prpati sreo ljubav, da ne izludam. Tuđino, Javano, što mi napravi, od mojeg prvo verno libe ti me razdeli. Tuđino, Javano, što mi napravi, od mojeg prvo verno libe ti me razdeli. Od mojeg prvo verno libe ti me razdeli. Od mojeg prvo verno libe ti me razdeli. Во основните школи во 8 и 9 одделение ќе се изучува истражувачко новинарство по предметот граѓанско образование, кој треба да биде еден вид практична школа за демократија. Во улога на истражувачки новинари, учениците ќе обработуваат теми од заедницата, ќе поставуваат прашања и ќе бараат одговори, ќе работат во тимови и ќе пишуваат новинарски текстови. Оваа новина во образованието беше представена во собранието од ресорната министерка Весна Јаневска, а на настанот присуствуваа председателот на собранието Африм Гаши, амбасадорот на Швајцарија во Македонија Кристофер Зомер, представници на парламентарниот институт, Националниот демократски институт, наставници и ученици. Министерката Јаневска нагласи дека демократијата е темелна вредност на нашето општество, а преку образованието можеме да придонесеме за натамошно јакнење на демократските процеси. Неодамна добивме признание од Советот на Европа дека Македонија е зрело демократско општество во кое владее правото. Тоа е голема чест за нашата држава и за владата, што во основа покажува дека демократските принципи се вградени во институциите на системот и дека демократијата ја практикуваме, а не е само декларативна. Треба да продолжиме во таа насока, рече Јаневска. Таа додаде дека низ воспитно-образовниот процес треба да подготвуваме нови генерации кои ги знаат, почитуваат и применуваат демократските принципи на еднаквост, слобода на говор и учество во носење одлуки. Децата од најрана возраст треба да учат дека сите, без разлика на раса, пол, религија или социоекономски статус, имаат еднакви права и можности. Вештините како критичко размислување, тимска работа и диалог, кои гарантираат функционална демократија, најдобро се усвојуваат кога се интегрирани во наставните програми. Јаневска упати благодарност до швајцарската програма за парламентарна поддршка и парламентарниот институт на собранието за подготовката на модулот, кој веќе е одобрен од Бирото за развој на образованието како изборен за 8 и 9 одделение и е достапен на училиштата. Ajde, son
Министерството за здравство започна вонредни контроли на сите компании што произведуваат медицински канабис во Македонија. Министерот Азир Алиу изјави дека ќе бидат проверени вкупно 43 лиценци, а контролите се спроведуваат во соработка со Министерството за внатрешни работи. Контролите почнуваат од денеска. Колегите веќе се на терен, ќе се проверуваат сите 43 лиценци за производство на медицински канабис, рече Алиу на пресконференција. Тој информираше дека владата донела одлука за именување нов состав на меѓуресорската комисија, тело кое постои од 2017 година. Според министерот, иако комисијата била формирана пред речиси 9 години, не бил пронајден ниту еден извештај за незината работа. Во моментов функционираат две комисии поврзани со оваа област. Едната, формирана од Министерството за здравство, број 5 члена и е задолжена за административните процедури и за издавање согласности за лиценци. Втората е меѓуресорска комисија со пошироки надлежности, која треба да ги следи и анализира политиките поврзани со производството на канабис за медицински цели. Алиу најави дека се анализираат и постојните правилници. Доколку се утврдат слабости, ќе бидат предложени измени. Министерот побарал и законски измени со кои во вакви ситуации би можел да формира дополнителни комисии што ќе вршат контрола и ќе поднесуваат извештаи. Кога се носи закон, мора да се обезбеди инфраструктура за негова примена, рече Алиу. Засега од Министерството не прецизираат дали контролите се резултат на конкретни сомнежи или се дел од редовен надзор. И тоа би било се за денес. За крајот во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнеле да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано.
Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корења од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз. Јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата, при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има 2 патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." По старата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак
зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си муабетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.